Од својата тераса Јоро Кисик со својата камера снима уште еден руски товарен брод кој минува по Босфорскиот теснец до европските пазари пошироко. Започна како хоби, но за Исик, регионален политички аналитичар, следењето на бродовите стана лична страст. Јас сум заинтересиран за руската надворешна политика, а гледањето на бродовите на Босфорот навистина дава индикации за руската надворешна политика и со што се занимаваат тие, што планираат да направат во наредните месеци. Со стеснување на водниот пат на Босфор на неколку стотици метри, следењето на бродовите е релативно лесно. Исик го запишува името на бродот, товарот и знамето под кое плови. Тој работи со меѓународна мрежа на волонтери и невладени организации кои споделуваат податоци на интернет за движењето на руските товарни бродови. Информациите се од клучно значење за светските медиуми и другите кои ја следат усогласеноста. Веб страницата на Исик стана важен извор за медиумите, вклучително и новинската агенција Reuters, која ги користи неговите фотографии. Со оглед на тоа што бродовите кои имаат санкции честопати го исклучуваат свој систем за автоматска идентификација или AIS, што им овозможува да бидат следени од меѓународните власти. Напорите за следење на луѓе како Исик се од витално значење, велат организациите кои работат на разоткривање на руските бродови под санкции. Мислам дека наблюдувањето на бродот е многу вредно затоа што всушност вообичаена техника е да се манипулира со AIS сигналот или обид да се манипулира со него, така што бродот изгледа дека е во различно место на друга локација. Волошин вели дека таквиот мониторинг помогнал да се разоткрие рускиот извоз на украденото украинско жито и јаглен од пристаништата на Црното море, што ги окупирала во Украина, од кој голем дел Исик забележал како минува низ воден пат. Москва ги негира обвинувањата дека ги крши санкциите. Водите на близината на Истанбул се под ограничена турска юрисдикција и се меѓународен центар за стотици празни товарни бродови и танкери кои често ги менуваат собствениците. Експертите велат дека ова го отежнува следењето и создава услови поволни за оние кои сака да ја заобиколат долгата листа на санкции. Дополнително со тоа и одбивањето на Турција да ги спроведува. Анкара вели дека не е обврзана со нив. Трговијата меѓу Русија и Турција се зголеми од почетокот на руската инвазија на Украина. Русија е најсанкционираната земја во светот. Повеќето од луѓето кои се занимаваат со трговија со Русија се обидуваат да ги сокријат своите активности. Во 2015 година Исик го разоткри рускиот извоз на оружје на сириската влада во незината борба против бунтовниците. Сега тој го поминува поголемиот дел од своето слободно време следејќи ги бродовите, што очекува да продолжи уште многу години, бидејќи Русија не покажува знаци на промена на своето однесување.